Почитувани гледачи, ова е терминот за Агроисток, единствената емисија од областа на аграрот во источниот дел на Републиката. Подготвивме различни прилози со кои веруваме ќе го задржиме вашето внимание. Одиме поред. Одгледувачите на свињи и производители на свинско месо се обединуваат во здружение, преку кое сакаат да се изборат за свој рамноправен однос на пазарот на месо. Приоритет ќе им биде сузбивањето на нелојалната конкуренција со увозното замрзнато месо. Во Штип е формирано здружение на производители на свињи и свинско месо ГИЦКО. Го сочинуваат собственици на свињарски фарми кои во моментот одгледуваат над 150.000 свињи, односно обезбедуваат половина од потребите со свинско месо во Македонија. За председател на здружението ГИЦКО е избран Ефтим Шаклев. Крајно време ли беше да се формира едно вакво здружение? Па тоа е, самите производители изразија потреба од да се формира на такво здружение, затоа што видовме спрема претходните активности што ги имаме, дека навистина заедничко делувањето на повеќе луѓе, на повеќе производители има многу поголем ефект отколку поединечно. Пред неколку време имавме многу проблеми. Например, требаше да се намалат царините за увоз на замрзнато свинско месо. Имавме проблеми со некои закони што не беа во наша полза. Затоа заедничко видовме што значи заедничко делување и што значи нашето присуство на голем дел, например, од производители на свинско месо во Министерството и кој видува дека во Македонија навистина постојат озбилни производители кои располагаат со околу 300.000 гоеници годишно и дека навистина ние имаме запослено во сектор свињарство околу 8.000 вработени и со некоја непромислена одлука да се уништи сето тоа ќе беше навистина штета за целиот подсектор. И по тие случувања одлучивме голем дел од производители на свинско месо, бидејќи на денешниот состанок иницијаторите на здружувањето беа иматели на околу 150.000 свињи, што значи скоро половина од производството во Македонија присуствуваше денес тука. Они го гледа својот интерес и за условите на производство и на набавката на храна и за продажбата, дека нашите успеси ќе бидат многу подобри, ќе бидеме многу поозбилни ако сме организирани. И затоа на тоа размислување е резултат денешниот ден и создавањето нова, да речеме, ново здружение, иако досега сме били ние често пати заедно, меѓутоа денеска само го тоа официализиравме и формално правно и тоа е со името ГИЦКО. Така одлучи присутните. Не се надеваме дека ќе функционираме успешно понатаму. Нормално дека ова здружение ќе биде отворено за секој, што мисли дека ќе има и некој ефект од неговото членување, ќе се одреди висината на членството, седиштето ќе биде во Штип. Јас и благодарам за довербата што ме избра за председател на ова здружение и ќе се трудам во врските што ќе ми ги дадат да ги извршувам на време и добро. Собствениците на свињарски фарми очекуваат конечно да почнат да се решават хроничните проблеми со кои се соочуваат подолго време. Значи денеска се формираше здружението на свињопроизводители во Република Македонија, значи производители на свежо свинско месо. И тоа е еден голем чекор во делот на самите производители, затоа што првпат организирано сакаме да ги решаваме проблемите кои се во основа се соочуваат свињопроизводителите во Република Македонија. Ова денеска е голем потек за свињопроизводители, значи тука очекуваме да бидат присутни сите производители на свињи во Република Македонија. Значи ова ќе биде потполно непартиско здружение во кое ќе самите членови ќе одлучуваат и да можат да делуваат на територија на Република Македонија. Значи едноставно да ги заштита сите своји права по основ на тоа какво првен треба свиња да се произведува, значи да ги следиме европските текови со европскиот квалитет за утре да бидеме спремни да можеме да им конкурираме на европските производители. Ако ова ние денеска не го направивме, очекуваме дека конкуренцијата во Република Македонија ќе се зголемува од Европската унија и затоа ние овој чекор мора да го направиме како би биле конкурентни на европското производство и да можеме спремни да очекаме нашето влегување во Европската унија.
се најголеми проблеми што се соочувате како одгледувачи на свињи и производители на свинско месо? Па секако најголемиот проблем тоа е замрзатото свинско месо, кој ден денеска неконтролирано се продава и во малопродајата и во рестораните, и тоа ќе биде нашиот основен чекор во кој ние ќе се бориме да сите ресторани во Република Македонија и да трошат изузетно квалитетно домашно свежо свинско месо, кое го имаме во доволни количини. Моментов Македонија 100% ги подмирува сите своји потреби со свежо свинско месо, дури може да кажеме имаме некој процент од 10-15% вишоци во одредени временски периоди во текот на годината. Ова е добар потек за организирање на овој производителите на свинско месо. Потребно беше за да се формира ова здружение, така да очекуваме сите малце подобро здружување, да ги оствариме нашите цели и проблеми, така е, да. Која е вашата фирма, колкав капацитет е? Па ние спаѓаме во малите производствени капацитети, некаде околу 2500 товени свињи годишно. Пласманот каде го? Пласманот сега за сега е добар, се снаоѓаме. Кои проблеми највеќе се соочувате? Со кои проблеми највеќе? Па проблеми во зависност до годината, за пласманот зависи до годината, некојаш скапа храна, скапа. Конкуренцијата значи ли нешто на вас од странство? Увезуваат месо? Ако не ни значи и тоа многу ни значи. Па не допира нормално, се намалува тогаш нашата, тоест продажба. Во источниот регион пласирате ли месо овде? Па не, јас сум од Велес, тука во централниот. Скопје, Велес, Кавадарци, Неготино, така. Седиштето на Гицко е во Штип, а во него во моментот членуваат над 20 одгледувачи на свињи и свинско месо. Прва обврска на здружението ќе биде средување на состојбата со увозот на свинско месо. Во последно време се зголемува интересот за одгледување на разновидни градинарски и овошни видови кои досега биле реткост на овие простори. Меѓу нив е и гоџи бери, грмушка која дава плодови за кои се верува дека се лековити. Кинеските плантажи од најмоќното лековито растение гоџи бери се зачнуваат и на виничко тло. Ризикот за преземање на првите чекори го презеде Стивен Николов од село Блатец. Чистиот воздух и здравата средина во ова еколошко место за година дена го дадоа и првиот органски род. Ланската година ги посадив. Имав идеја ова бавча, да го посадам со нешто што е повеќе годишен род. Од почетокот бев скептик, Така? дали да посадам, дали не. А со помош на интернетот и со разговор и со домашните и со луѓето моите пријатели, реков си, па зашто да не? Како инвестиција за наши услови е доста скапа, али покрај се исплатлив, да кажеме, значи како да ви кажам, Има ли пласман? има пласман, имам, па највеќе ради тоа е, значи, исплатлива инвестицијата, пошто се враќат за година не, али па за 2 до 3 години се враќа целата инвестиција. Ето, засадено имам 2 декара тука, сега моментално, значи тоа ми е пробно, за 2 декара, значи по 5 евра, ако би било садник, тоа околу 300 садники имам посадено. Ја го одгледувам како дрво, значи за 2-3 години дава принос од 3 до 5 кила од дрво. Значи, тоа ти испаѓа како по 5 евра ми е откупната цена, значи на кило. Колку што е садникот, толку е цената по толку килограм. е цената. Значи 5 кила после 5-та година, 5 кила пута 5, значи имаме 25 евра од садник. Стручните лица од подрачната единица на Министерството за земјоделство со максимална подршка на овој се уште мал, но амбициозен чекор, а органското производство не е новитет во винички услови. Станува збор за личност што е ентузијаст и најверојатно податост информацијата за производство на оваа култура му се преце од интернет, литература што користи и за поздравување што на ова тло на
у Блатец на надморска висина од 700 и над 700 метри тука се наоѓаме. Значи каде што имаме поголема, повисока релативна влажност на воздухот, услови, можности за наводнување, има подигнато насад од гоџибери. Ова е исто така релативно нова култура, што е веќе застапена кај нас. Интерес од други, да речеме, земјоделци, нешто повеќе нема, меѓутоа многу е битно, значи да напоменеме дека да се спазат треба при производството на оваа култура и не само на ова, и на сите овошни култури, треба да се спазат значи оние минимум услови кои треба да бидат задоволни за да имаме успешност у производството, како од аспект на производство у смисол на квалитет и квантитет. Николов во очекување на првиот квалитетен род во петата година гради стратегија за проширување на насадите и отварање кооператива во која се надева дека ќе вклучи и дел од неговите сожители кои неретко заминуваат на сезонска работа во Италија. И едно друго градинарско растение, афричката краставица, си наоѓа место под нашето сонце. Семејство од уларци ја има засадено на сопствена површина и велат дека, освен со краставичката, добри резултати постигаат и со австралиската боранија. Вие конкретно годинава пробавте со овој вид на краставица и боранија. Да, оваа година пробавме со оваа краставица и дали ќе успее на нашите простори, успева. Посадивме малку, најдевме се земе и мислам дека и на пазарите се троше. Има се навикна, луѓето се навикна. Има побарување, се троше, не се толку запознаени, ама почнаа да тражат и карелата многу тражат, од неа не сме садиле, ама друга година ќе посадиме и од неа. И оваа боранија австралиска. И од неа посадивме и сега има побарување повише на пазарите. Значи на странските производи ги тражат и на нашите простори. Важно успеваат това. Да, успеват и друга година мислиме да проширеме на поголема површина. Вода повеќе бара или сонце? Па не е толку, мислам, да, успева. Мислам и вода тража и на суша успева. Сончеви денови, да. Значи издржлива е. Затоа и африканска краставица се вика. И боранијата исто така. И она успева и се си тражи вода. Цените како се добри? Цените се добри, да. 80 денара, 90, 100, зависи од парчето, на парче се продава, а боранијата е 50 денари. Зрела е кога е ова африканската, кога е жолта или? Кога е жолта е зрела, а и зелена, исто и зелената се, и зелена, и внатре има семки и вкусу е на краставица, банана зелена. Мене барем така ми изгледа. Да, мешавина, у коктел посебен шмек му дава, посебен вкус. У сокови исто така. И луѓето почнаа да ја купуват. Деновиве во Кочанско се одржуваат деновите на оризот. Ова е значајна манифестација која има за цел подсетување на трудот на оризарите. Следуваат минути за вас, непосредните производители. Овој пат низ разговорот со Петер Димитров, оризопроизводител од Чишиново. Има еден проблем што има негде околу 20 сорти на ориз у полето. Проблем или придобивка? Па слушај, може да се каже едното и другото, затоа што семе како семе комбања од таа, ние овај сел Андреја, онај сел Асан Бек, да речеме, или Глорија, или било кое друго семе, може да дојде до ситуација до мешање на семењата. Сега што се деси до турски орис, таа е попрегав. Се покаже како попрегав, така? Попрегав се покажа. Меѓутоа, квалитето некако още не можеме да се навикнеме ние на таа ориз. Македонскиот пазар още доволно не го прифаќа, да речеме. Сега ние сме научени на италијански ориз. Повеќе народот научил. На Сан Андреја. Андреја Монте, тој не е веќе употреба тоа застарено семе. Колку очекувате годинава од декар или од хектар? Па види, не е околу од хектар, околу 5,5 тона. Просек. Тоа е добро. Просек дека биде. Сега рендамано, ако биде баре 55 да биде, не е лошо по 300-350 кг бело дека да најдеме. Просечно. Па добро е. Ама да види со 60 денари откупна цена бар. Треба сето покачување.
Испод 1 евро немаме рачун. Тука ти е комбайн, тука ти е ѓубрево, тука ти е прскање, тука ти е биерина. Значи тука ти е семето, иначе семето го зимаме по 100 денара. 100 денара семенска роба од Турција, од Италија, од дека донесаа. Групацијата зимаме. Така да, околу тоа е сега само има еден проблем тука со прскањето. Тука е најголемиот проблем. Што е конкретно? Па се прскат оризите, а доволно не горе просото. И овие дивите проса, и да не редом другите, како кандрат други трави, шо плевилите. Не ефикасни се средствата, Не мислите? се ефикасни средства за тоа што владата или самата влада увезува еден тип до два типа вода, хербицид. Вода што тоа не може да биде. Може би се принавикнати при имуни се станале, ќе мора да они да се најде начин да разменат. Мора да земат од Турска. Тај рабол не може да го користиме ние 20 години и истиот препарат кога самото просто настанува ситуација да не може да го совлада на простор. Отпорно. Отпорно станало. За тоа мора да се најде, речеме, оризан тамо кај друго семи, ово е не друго семи, него друг хербицид од Италија се донесе. Директно паковано. Овие стручни лица им Наши кажувавте стручни ли? лица, они го земат од цистерија, тука го пакуват. Кај нас, отворам го шишето, немаш етикета на него. Немаш онаја што треба да кинеш етикет. Они го тука сигурно донасат, може би у цистерни, може би големи буриња пластични, па го препакуваат тука. Уред тоа што се преведели на македонски, што да се разбере, меѓутоа со другото не може да се разбере. Ќе ве слушне министерот, сигурно ќе преземат некои Па мерки. дека преземат мерки, иначе нема да биде работа. Еве, јас ќе ти кажам, 4 пати ги ја прскал ризите. Ја имам 3 хектара риз, 4 пати. 4 пати, знаеш што значи 4 пати? Јас сам дал за тие 3 хектара, негде сам дал рече го околу 50.000 само за прскање. На крај крајва уништи го просто, меѓутоа да рече превело уништи, меѓутоа самиот хербицид го отровио ризот, не му дава доволно производство. Климатските промени и ние. И Делчево се придружи на десетината општини за изработка на стратегија за климатските промени. Прилог на колешката Сунчица Маринкова Сосиева. Иделчево се вброи во 10 општини кои се вклучени во методологијата за изработка на стратегија за климатски промени, имплементирана од фондацијата Милеу Контакт. Во рамки на 4 годишниот план, општината ќе има можност да аплицира за проекти со кои ќе се бори против ефектите предизвикани од климатските промени, но и за инфраструктурни проекти, за чија што имплементација ќе вложи и свое кофинансирање. Се работи за холандска методологија, зелена агенда. Значи, покрај овој мек дел, значи, каде што граѓаните ќе имаат можност партиципативно да учествуваат и да ги дадат своите мислења во изработката на стратегијата, општината ќе има можност да имплементира и два инфраструктурни проекти. Еден инфраструктурен проект како итна акција, кој што ќе биде и се планира некаде во месец декември, а вториот поголемиот, значи околу $120,000 буџет, од каде што општината учествува со 50% во овој буџет, значи ќе биде некаде околу мај месец 2016 година, односно по завршувањето на процесот на стратешко планирање во овој дел и донесувањето на итни акции и интервенции од страна на граѓаните кои што се потребни во делот на климатските промени. И ќе имаме можност, значи, покрај планот што ќе го добиеме 4 годишен, врз основа на овој документ да аплицираме и за поголеми проекти, со кои што проекти ќе можеме да се справиме со климатските промени, кои што секојдневно ги гледаме во вид на поплави, на суши, на шумски пожари и други негативни ефекти присутни во нашата општина. Методологијата, наречена уште и зелена агенда, во својата стратегија вклучува неколку етапи во своето процесирање, се до крајниот резултат и имплементација на дадениот проект. Паралелно со самата изработка на тој стратешки план, одиме со уште 3 паралелни процеси. Првиот процес е за јакнување на капацитетите на населението на институциите. Вториот процес е за јакнување на јавната свест и подигнување на јавната свест кај населението и сите заинтересирани во врска со климатските промени, затоа што знаеме дека климатските промени веќе стигнуваат и веќе се тука. Не можеме да им избегаме.
И четвртиот дел кој што е многу интересен и можда најмногу посакуван од населението и од локалните самоуправи е конкретна имплементација на приоритети дефинирани со стратегијата. Општините кои досега имаат стратешки документи за климатски промени преку фондацијата Милеу Контакт имплементираа проекти од типот на изградба на системи за водоснабдување, изградба на нови резервоари за вода, на нови системи за наводнување, но и за реконструкција на фасади на локални институции, изработка на енергетски ефикасни градинки и други проекти. Минути за рубриката Агрономот ве советува. Сега е период кога се бере грозјето и се подготвува комињето за ракија и вино. Еве корисни совети како треба да се постапува со комињето откако ќе се смести во бочвите. Господине Огњанов, сега е период кога се гроздоберот, кога се бере грозјето, се собира родот од годинашнава реколта. Меѓутоа интересно е во овој период да се напомене како треба да се одвива процесот на вриење кога ќе се набере грозјето и кога ќе се стави во бочите. На што треба да обратат внимание лозарите? Веднаш по мелење на гроздето, значи зависно во што го стават самиот земјоделец гроздето, дали е во плашчи, буриња, дрвени и други какви садови. Првиот ден имаме, така да кажем, веќе вториот ден се појавува ферментација. Значи ферментацијата е алкохолната ферментација е вриење на гроздето, значи претварање на шекерите во алкохол. И затоа се вика алкохолна ферментација. Тука е многу битно да самите земјоделци го спазуваат, значи комињето да е на добро место, значи да е на добро. Првите денови имаме бурна. Да, значи имаме бурна и тивка ферментација. Во првите денови, значи веднаш некаде третиот ден, значи првите 2 дена, немано третиот, четвртиот, петиот, значи беше имаме силна бурна ферментација кој комињето доколку е наполната, да речеме еден пример, доколку е наполната бурата до горе, тоа може да истече, значи гледа да се подигне и веќе се истечува. Затоа се остава одреден простор за да кога, значи ноќте кога дојде до горе, веднаш утрото самиот земјоделец да може да го избрка комињето, со тој начин се стимнува ферментација, паѓа малку подолу комињата и така да може пак повторно таа ферментација да работи и да се крене. Но едно од работата е многу битна бркањето на комињето, бидејќи со самото бркање се размешува, значи од горниот долниот слој имаме промешување на комињето и така, значи се ослободува кислородот и не доваѓа до закиселување на комињето, што е многу битна работа. Значи еве во едни услови на топло време, значи ова година имаме топло време, имаме топло 30 степени, значи претходната недела, а имаме завршена берба на црното гројзе и тука може да се деси до закиселување. Основна работа е значи бркањето. И многу битна работа е за садовите да бидат покриени со дали со капак или со плашче мушама, да бидат покриени за да се истисне воздухот, да нема допир на кислород со комињето, бидејќи така не може ќе се спречи закиселувањето на самото комиње. Тоа е основна работа кој треба да го припазуваат земјоделците и така и предуслов за добивање на добро вино и добра ракија. Колку денова прилика трае ова тукно вриењето? Па вриењето трае, значи зависно од времето. Доколку е топло времето како што беше, значи више некаде до 10-тиот, 12-тиот ден више стимнува и има тивка ферментација, за 2 недели е више завриено. Покажувањето за вриење гледаме дека веднаш кога течноста пливне нагоре, значи течноста е покриена до згоре, тогаш е завриена ферментацијата. Максимално вриењето е 40 дена колку? Максимално е 21 ден до 23 дена, максимално вриењето. Нема повеќе вриење. Тука значи после тоа може веднаш да се комбинираат значи печење на ракијата и сите тие други работи кои следуваат. Добро, некои се трудат да ги вадат семенките, дали и тоа е пожелно гроздовите? Па да, значи пожелно е, значи за добро вино да се направи,
е пожелно да биде гроздинката извадена. Сега во најново е многу више застапено, значи овие мелење на гроздето, машинки за мелење на гроздето. Значи, да, што самото мелење од една страна си паѓа зрното, а од друга страна ја изфрла гроздинката. Гроздинката не е многу пожелна да стои во комињето, бидејќи во неа содржи танини и тие танини му дават еден горчлив вкус на самото вино, доколку пак стои повеќе, нели, со гроздинката. Во почетокот не смета, но со оставање на подолго време период, тогаш имаме, значи, овие танини, вкусни танини, самото вино. Па затоа е пожелно и е добро се. Значи сега кој има земјоделец може. Многу е битно и при самата берба, ако сакаме добро вино, нели, добро раќе, гроздето да е чисто, да е на време третирано, заштитено, да нема значи зрна, значи кои се нападнати од ботрицис, мувлосени зрна, основно за мувлосење е ботритисот, трулешот, значи сивото гниње кој тие гроздинки, овие зрна расипани, дават еден лош вкус, еден лош мек на самото вино и тоа се осеќа. Затоа е многу може, па не е на одмет докато има така да се отфрлат тие грозди или самите зрна да бидат чистени на производителот. Да повториме само, значи како треба да изгледа комињето кога е веќе дефинитивно готово, да знаат гледачи. Да, комињето треба да изгледа со тоа што да е легнато скроз доле, значи докаде напунето бурето од почеток да биде на тоа ниво и самиот сок да биде горе пливнат над зрната и семките. Следува рубриката "Вие прашувате, ветеринарот ви одговара". Прашува сточарот Илија Мушев од Чардаклија, одговара ветеринарот Крстен Митев од ветеринарната станица во Штип. Сакам да го прашам ветеринарот со што може да се лекуваат овце кога се повредат меѓу чепунките. Во врска со прашањето на сточарот околу проблематиката со оштетувањата на долниот дел на екстремитетите, односно на чепунките, можеме слободно да кажеме дека тие се појавуваат од повеќе разлози. Првиот разлог е како поголема количина на врнежи и калливото време. Второ, неизгибрувањето на изметот од шталите. И трето, како резултат на појава на одредени болести кои даваат симптоми со појава на кривотница, во која ситуација треба да се премине кон терапирање, односно третирање на животните. Третирањето на животните подразбира дека треба прво механичко чистење на долниот дел од екстремитетите и третирање, односно вакцинирање на единките кои се веќе зафатени од кривотницата. Тоа е болест која ги напаѓа за последниот дел, односно фалангите, тоа се чепунките, и во таква ситуација може да дојде до отпаѓање на чепунката. Да не би дошло до тоа, обавезно мора да се врши третирање, третманирање, терапија. Прво антибиотска терапија, а друго постои и вакцина, со која вакцина се прави превентивна заштита комплетно во стадото. Еве дојдовме до крајот на оваа емисија. Доколку успеавме да го задржиме вашето внимание, гледајте не повторно наредната недела во истиот термин на Канал Плюс телевизија. Пријатно и довидуваме.